Почитувани добровечер, во емисијата Став вечерва гостува директорката на Средното стручно училиште Киро Бурнас, Весна Трајковска. Господја Трајковска, добровечер. Добровечер и на вас и на вашите гледачи. Благодарам на поканата. Завршува учебната година за матурантите. Во какво расположение помина неделата на матурските забави? Каква беше атмосферата во училиштето неделава? Па добро, оваа недела е навистина недела на матуранти во сите училишта. Да речем, се подготвуваат за прослава на својата матурска вечер. Кај нас во главном се течеше нормално во годините кои што се нормални, прва, втора и трета година, додека кај четврта година се чувствуваше таа една разиграност, еуфоричност, се подготвува за нивната вечер. Таа нивна еуфорија ни ја префрлија навистина и на нас. Се подготвува за нешто што за нив е важно, ние тоа сме го поминале, но можем да кажем дека таа вечер кога ја слават матурската забава представува специфична и за нас. Пошто и ние тука наставниците некако како да сме сведоци на трансформација на нашите ученици. Ако дента беа ученици во училишни клупи, веќе вечерта стана нешто друго, возрастни, паметни, оформени луѓе, и кога ќе ги видиме така како што изгледа таа вечер, навистина ни се полни срцето. Баш се, мислам, задоволство на еден наставник е да види кога една генерација на добри деца излегува од училишните клупи. Па еве да ја користам и оваа прилика на сите наши матуранти од нашето училиште, да им ја честита матурата, но се разбира и на оние кои што слават во другите училишта. Задоволни ли сте од постигнатите резултати на учениците во Киро Бурнас? Значи, не само кога станува збор за средниот успех на учениците, но и на ниво на освоени награди на општински, регионални, но и државни надпревари, бидејќи вашите ученици секогаш се дел од овие надпревари. Па нашите ученици во суштина учествуваат на сите надпревари во рамки на она за што се, да речем, најподготвени. Во главном, пошто нашето училиште е стручно, имаме земјоделска ветеринарна струка, најмногу акцент даваме на државниот тракторски надпревар, и пред да стигнеме до државен тракторски надпревар, прво правиме регионален, општински па регионален и доаѓаме до државен тракторски надпревар. Оваа година се одржа во Прилеп, таму освоивме севкупно трето место. За прв пат оваа година се одржа државен надпревар од хемиско-технолошка струка, и тука е иста процедура, пред да стигнеме до државниот надпревар, имаме претходно регионален. На регионалниот освоија второ и трето место, а на државниот надпревар, што се одржуваше исто во Прилеп и за хемиско-технолошка струка, нашата ученичка освои прво место. Тоа е за овие два поважни, да речем, профила во нашето училиште. Инаку учествуваме и во спорт, значи ги посетуваме сите општински надпревари. Сега најголем успех имаат нашите ученици во одбојка, и машка и женска екипа. На општински освоија прво место, потоа учествуваа на регионален. На регионалниот не добија награда, меѓутоа важно учествуваа. Имаме освоено награда во атлетика, крос, така да и на спортски надпревари се присутни. Можам да кажам дека сум задоволна од сето тоа што го покажуваат учениците. Пак ќе речам, нашите ученици се некако поподготвени за надпревари, каде што имаме не толку теоретски, колку што имаме практични работи, и сме задоволни. Заборавив да го спомнам и учеството на наша екипа на Trash Fashion. Тоа е веќе четврта година поред во Скопје се одржува во Младински културен центар. Тоа е еден вид надпревари во кој што учениците се надпреваруваат во модна ревија, и тоа од рециклиран материјал. Пред неколку години таму имавме една прва награда, еве сега на 23-ти ќе учествуваат, веќе се подготвени, прават таму снимки. Учество на маскенбал, и тука секогаш скоро добиваме некоја награда, и оваа година ја добивме трета награда. Учество на маскенбал и во Струмица, одиме заедно со сите други стручни училишта, така да можам да кажам дека сум задоволна од она што го постигаат нашите ученици од согласно нивните можности.
Средното училиште Киро Бурнас следната учебна година ќе ги привлекува учениците со нови профили согласно објавениот конкурс за упис во прва година на учениците од Министерството за образование и наука. Може ли да ни кажете за кои новини станува збор? Па добро, од септември почнуваме со, да речем, реформирано образование, не само ние, него и сите други стручни училишта. Ова е она подолго време најавувано дуално образование. Дуално образование всушност значи дека еден дел од настава ќе се изведува во училиште, а практичниот дел во главном се изведува надвор од училиште во компании. За да се изврши реформа во наставните планови и програми, требаше да помине време, веќе неколку година, две наназад тоа се подготвува и битно е дека новите програми, новите смерови, профили што се изработени се всушност побарувања од стопанственици. Значи направено е прво анализа на пазар на труд, па врз основа на тоа и се воведени овие некои нови смерови. Се надевам дека со новите профили кои што кај нас ќе ги воведеме, ќе привлечеме поголема заинтересираност кај децата, затоа што ова што сега воведуваме е баш добро нешто. Она што во училиште го учиме теоретски, сега конкретно можеме и кај стопанственици да го реализираме. Нема и досега кај нас, мислам, така се одвивало. Практичната настава кај нас била еден дел во училиште, еден дел кај нашите партнери од општината. Но ова е нешто друго, овде поголем акцент се дава на практична настава во фирми, отколку во училиште. Новина во овие, да речам, планови програми е што имаме замена на струки, сега ги викаме сектори, замена на профили, наместо профили имаме компетенции, така да тоа се само нешто игра на зборови, а во суштина остануваат тие струки и профили. Нови профили кои што во септември фактички ќе почнеме и кои што излегоа во конкурс се од земјоделско-ветеринарна струка 4 и тоа агротехничар, техничар за агроменеджмент, тоа би била комбинирана паралелка, техничар за ветеринарна медицина, техничар за фитомедицина и градинар цвеќар. Од хемиско-технолошка струка имаме прехранбен техничар, техничар за козметички и хемиски производи и пекар. Лични услуги имаме техничар за козметичка нега и убавина и фризер. И машинска струка, машински техничар за моторни возила и автотехничар. Ова се на македонски наставен јазик. Освен на македонски наставен јазик, запишуваме ученици и на албански наставен јазик. Таму имаме 3 паралелки, 4, мислам, струки, меѓутоа запишуваме углавном 2 паралелки. Имаме од земјоделско-ветеринарна струка агротехничар и техничар за агроменеджмент, техничар за ветеринарна медицина и техничар за фитомедицина и една паралелка техничар за козметичка нега и убавина. Ова е оно што ние по конкурс го бараме. Ова се, да речам, нови имиња на нашите горе-доле стари насоки, добро познати. Инаку ќе си продолжат 2, 3 и 4 година по стара програма и таму си остануваат профилите како и што досега си беа. Техничар за фармерско производство, техничар за агроменеджмент, имаме ветеринарен техничар, хортикултура, го продолжуваме, тоа што го воведовме минатата година. Одлични услуги козметичар, нели видовте сега е нешто изменето име. Значи ќе си продолжи козметичар и фризер, од хемиско-технолошка струка прехранбен техничар и нутриционист и пекар со 3 годишно и автотехничар, мехатроничар од машинска струка. Тоа се профили едните стари, а овие што претходно ви ги прочитав што на конкурс е излезено се нови, реформирани. Што покажува праксата, за кои профили, за кои струки има поголема заинтересираност? Еве годиниве наназад, не само последната година, туку еве претходните неколку години, за која струка учениците најмногу пројавуваат интерес?
Па добро, не може тоа баш така да го кажеме зашто пројавуваат најголем интерес, затоа што секоја година е различито. Значи, некоја година имаме поголем број заинтересирани ученици од земјоделско-ветеринарна струка, друг пат имаме хемиско-технолошка, некогаш имаме козметичари. Меѓутоа, тоа е некаде таа иста бројка на ученици, сега мала разлика е од смер до смер, но се надевам дека навистина со уведување, да речем, на фитомедицина, на ветеринарна медицина, тоа се некои смерови кои што се нови и кои што, ако нашите ученици, да речем, во почеток, во први генерации ги завршуваат, ќе имаат можност по-лесно да најдат и работа, а се разбира, че имаат можност и да си продолжат на факултет. Ова година во наше училиште има слободни места за 510 ученика, во 15 паралелки, 11 на македонски наставен јазик, 4 имаме на албански наставен јазик, па ќе видиме што све ќе се случи, тоа ќе видиме во јуни. Може ли да ги кажеме роковите за упис на учениците? Па оваа година за прв пат е некоја новина, да речем, и упис има само во јуни. Значи имаме само еден уписен рок со 3 пријавувања. Првото пријавување е на 17 и 18 јуни, второто на 24 и 25 и третото пријавување е на 1 јули, значи само еден ден, а на 2 јули се комплет резултати за примени ученици одбиени. Во август единствено само ученици кои што биле на поправни, за нив ќе има можност во август да се запишат, инаку се е во јуни. Очекувате ли да бидат исполнети слободните места и колку ќе бидат исполнети? Па добро, да бидат исполнети максимум сигурно не очекувам, би било премногу така нешто да очекувам, но навистина очекувам дека барем она, како што секоја година сме имале бројка од 120 ученици, ќе биде застапена, може би нешто и повеќе, бидејќи ете имаме поатрактивни смерови кои што се воведуваат од септември и се надевам дека ќе имаме подобар успех врз основа на она што досега го имаме направено на терен, значи нашите наставници нон-стоп се и по училишта и вака на секој може начин вршат реклама на училиштето. Има интерес, па сега званично ќе видиме во јуни. Наставници и ученици од средното училиште Киро Бурнас се вклучени во проекти од програмата Erasmus+. Во колку проекти моментно е вклучено училиштето Киро Бурнас и колку е битна и колку е значена таа размена на искуства на професорите и учениците со нивни колеги од земјите во Европската унија? Па оваа година ние сме вклучени во 6 проекти. И искрено многу сме задоволни од тоа, затоа што да речем до минатата година така некако училиштето беше позатворено. Веќе од минатата година повеќе наставници се заинтересираа за овие проекти, најдоа начин како да аплицираат и имавме среќа, па моментално сме вклучени во 6. Тие проекти се навистина едно прекрасно искуство, не само за наставници, него поготово за ученици. На овој начин нашите ученици стекнаа и има можност да посетат држави за кои што можеби не би сами можеле да си овозможат, така да имаме размена на ученици во Италија, Португалија, Романија, Шпанија. Значи да не ги набројувам сите поединечно, во најмалку 5 држави се вклучени во еден проект. Сега тука има некои повторувања, но у суштина не се исти градови, може иста држава, но не се исти градови. Значи имаме во Италија во 3 проекти, па имаме Португалија во 2 проекти, па имаме Франција, имаме Шпанија во еден проект, Турција имаме во 3, Бугарија, така да имаме повеќе држави вклучени во тие проекти. Од она што го дознаваме од учениците кога ќе се вратат од посета каде што ја ствариле, задоволството е големо, значи имаат можност таму врз основа на она што е целта на нивниот проект, освен да ја остварат таа цел, имаат можности стварно да се дружат со дечиња од нивна возраст, а се од сосема друго место и да се запознаат со нивна култура, со нивни обичаи, со нивниот начин на живење, па како се однесуваат во училиште, како е уопште културата во тие градови каде што они одат и се презадоволни. Едве чекаат ние да сме домаќини и кога сме ние домаќини, веќе 2 пати бевме,
се најавува нешто во октомври и до година во април. Тука сите се ангажирани, сакаат да одговорат така како што биле пречекани, да можат и они да ги пречекаат. Тоа е од страна на учениците. И професорите имаат бенефит од овој проект, затоа што пак таму си разменуваат искуства во начинот на подготување на часови, алатки, кои нагледни средства, значи употребуваат, каква е нивна програма за извршување на образовниот процес, каква е кај нас. Имаат можности да нешто искористат, пошто им гледате и кај нас образованието нон-стоп е во некакви реформи, и така да наставниците имаат можност, оно што таму ќе им се допадне, да си го вклучат во нивниот наставен предмет, освен што тие наставници кои што ги посетиле другите држави, обавезно по враќање се информираат наставниците на наставничкиот колегиум, така да секој кој има желба да вклучи некоја новина, има простор тоа да го направи. Задоволни сме, стварно, убаво е, еве нашето училиште се отвори и така да убаво изгледа вака да учествуваат нашите ученици на проекти. Ова е што се однесува на Еразмус проектите, но што се случува во училиштето кога станува збор за инфраструктурни проекти? Имаше ли некои реновирање, реконструкции годинава? Кои се плановите за следната учебна година? Има ли потреба? И такако. Се разбира, во секое училиште има потреба нон-стоп да се врши некакво реновирање. Тоа е факт, ние работиме со деца и колку да се добри, сепак има некакви оштетувања. И има потреба од реновирање. Ние оваа година не добивме никаков, да речем, проект, но сами успеавме да од наши средства издвоиме и да направиме она што ни е приоритетно. Да речем, реновиравме влезот на училиштето, го реновиравме, потоа променивме подови во 5 канцеларии и во 3 училници. Реваросавме цел внатрешен дел во училиштето. Имаме еве моментално почеток, да речем, на опремување на мултимедијарен кабинет. Имаме добиено од еден проект од Министерство за образование и наука, кој што еве чекаме момент да ни биде извршено званично примопредавање. Имаме смарт табла, компјутери, опрема добиена за стручна опрема, значи за стручни предмети. Така да имаме доста работа направена, но има и доста што треба да се прави. Имаме аплицирано на неколку проекти, очекуваме одговор од таму, а најгорлив проблем за нашето училиште нормално се прозорци, подови и фасада. Тоа е нешто што кај нас е застарено, од внатре го одржуваме училиштето, меѓутоа сепак прозорци се малце поголем залог е да можеме сами да го направиме тоа нешто. Пред самиот крај на емисијата, која би била вашата порака до сегашните полуматуранти, кои што нели треба да се запишат во прва година, зошто да се запишат во Средното стручно училиште Киро Бурнас, а не во некое друго средно училиште во Куманово? Пошто ова училиште се разликува од останатите? Првенствено зашто да се запишат во нашето училиште, затоа што имаме стварно добри смерови. Колку и да сакаме да одиме сите во гимназија, сепак стручните училишта се иднина на ова држава. Не можеме сите да завршиме гимназија и да продолжиме така да живееме. И согласно тоа што стварно стручните училишта се важни, а ние имаме многу интересни струки, поготово со овие нови профили, потребно е да се запишат и пожелно би било да ги разгледаат полуматурантите овие наши нови смерови. Меѓутоа исто зашто би им препорачала да се запишат во нашето училиште, затоа што има навистина прекрасна клима, наставниците и учениците имаат многу добра соработка, прекрасна соработка имаме и со родителите, значи наставниците се тука во служба на учениците, не обратно. Кај нас важи се уште мотото, учениците ни се пред се, а после се друго. Така да, навистина, мислам дека нема да погрешат ако дојдат во нашето училиште. Најпрвин да дојдат и да го посетат, пошто сега ќе правиме отворен ден, а после се разбира и да одлучат да си го продолжат образованието тука кај нас. Господја Трајковска, ви благодарам уште еднаш на вашето гостување. Благодарам и на вас, благодарам на поканата. Секогаш ми е драго кога учествувам на вашите емисии.
Секако дека соработката ќе продолжи во некоја следна прилика, нели ќе имаме прилика да разговараме и за останатите теми. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.